Деновиве започнавме со реконструкција на објектот на итната медицинска помош. Тука содржи санација на кровната конструкција, реновирање на фасадата и некои ситни поправки тековно одржување внатре. Да кажам дека во иднина ќе добија чекалните и нови стилизирани клупи, така да пациентите ќе добијат едни подобри услови, еден попријатен изглед за сите. Исто така и за вработените ќе добијат подобри услови за работа. Инфраструктурното подобрување на објектите кои гледате се во лоша состојба е еден од приоритетите за кој понатаму ние се заложивме да влезат во нашите инвестициони активности. Здравствениот дом Прилеп во изминатите 6 месеци финансиски покажува доста забележителни резултати, така да овие инвестициони зафати се една логична последователност за подобрување на здравствената заштита, за подобрување на изгледот на објектите и конечно здравствениот дом да прерасне во еден модерен превентивен центар. Овај објект е изграден во 1920 година, се работи за многу стар објект кој е во лоша состојба, само да напоменам дека овај објект планирано е да се премести во кругот на болницата Борка Талевски, али ние не можеме да дозволиме забот на времето да уништува, моравме да преземиме, да го реновираме, колку толку да добие еден подобар, попријатен изглед, порепрезентативен изглед. Колку чинат зафатите? Зафатот вкупно нема да надмине 300.000 денари, околу 300.000 денари ќе биде вкупниот зафат. Тие се од сопствени сили, значи од наши сили заштеди средства на здравствениот дом Прилеп. За колку време се очекува да биде завршена реконструкција? Работите, градежните активности веќе гледате се започнати. Мислам дека средината на август ќе биде завршен. Проблем беше возилата, решен е проблем, сега ќе се интервенира на самиот објект. Каква е состојбата? Имаше проблем со недоволна екипираност со лекарски тимови. Видете, лекарски тимови, стручни лица секогаш фалат, бидејќи ние сме служба која опфаќа голем дел од целата општина на Прилеп, општините Долнени, Кривогаштани, дел од општина Крушево, тука и регионот, руралниот дел Мариово, така да секогаш фалат кадри. Во иднина планираме, значи, до обучување на кадрите, да пуштаме кадри на специјализација, така да секогаш се добре дојдени нови стручни кадри, лекари, медицински сестри и слично. За оптимално функционирање со оглед на територијата и бројот на жители што ги обслужува, колку кадар Моментално имаме 14 тимови. Во еден тим влегуваат лекар, сестра и возач. Моментално ние ги обслужуваме, одговараме на потребите, меѓутоа со зголемување на бројот барем за 2 тимови уште, мислам дека би било оптимално. Министерството за здравство и владата на Република Македонија постојано во изминативе години можеме да видиме дека вложуваат во здравството се со цел подобрување на условите на пациентите и ова е еден случај таков каде што ги подобруваме условите како за пациентите така и за вработените во итната помош во Прилеп. Во иднина се планира дислокација на итната помош во рамките на болницата, меѓутоа се дотогаш додека се створат условите потребно е да се одржуваат објектите, не само да се одржуваат, туку и пациентите да добиваат услови кои што се започити, кои што ги заслужуваат. Во иднина планираме да продолжиме во однос на инвестирањето во здравството, како и досега, не само преку одржување на објектите, туку и се разбира нова опрема, се со цел, повторно напоменувам, пациентот пред се во сите овие реформи кои што се преземаат во здравството. Ви благодарам.